Знаете, интересно тоа со разбирањето, поготово кога станува збор за христијанството, за Библијата, за верата, само затоа што некој го знае јазикот во неговиот мајчин јазик, дали знае да го чита, или пак знае да го говори или да го зборува, тоа не значи за сигурно дека тој ќе разбере што пише во Библијата. Многу често или многу поодамна, кога бев малку помлад, иако сега сум млад, имав многу голема, да не речем фобија, одреден страф или одредена трема, да ја кажам, кога требаше да зборувам или да проповедам во Грција. Значи, кога ќе бев повикан да проповедам во Грција, и некако ми беше многу потешко, затоа што идеш во земја каде што разбираш дека Новиот Завет е напишан на старогрчки, така? И сега идеш таму во таа земја и си кажеш како ќе зборувам овие луѓе, овие отворот Библија, све знаат што пишува, нели? Ја треба да се мачам, па треба да читам, па треба да барам, па што значи тој стих, па како се употребува, и некако секогаш кога идев, зборам за 95-та, 96-та, 97-та година, се сметав како да не бев доволно компетентен да зборувам таму. Се додека не се сретнав со еден пастор од Атина, и кој што ми каже една реченица која што ме ослободи. Едноставно ме ослободи од грижата и од бремето дали ја можам или дали смеам или колку сум компетентен или валиден да зборувам во таа земја каде што врз основа на нивното раѓање, нивниот јазик веќе е напишан или веќе го разбираат Новиот Завет. И он каже вакво нешто. Само затоа што Новиот Завет е напишан на тој старогрчки, тоа не значи скоро ништо за луѓето денес. И викам, како не значи ништо? Нели е тоа истиот? Вели, независно дали е истиот или е сличниот, луѓето кога читаат не го разбираат тоа што е напишано. Ние мислиме дека само затоа што некој го знае грчкиот збор, дека тој веднаш ќе знае што значи тоа. Тоа е истото или сличното е кога читаш Библија на македонски, или на албански, или пак на ромски, или на турски, ти ја читаш и ние мислиме дека по дефолт, што вика Андреј, веднаш како се вика, автоматски дека ти веднаш разбереш што значи тоа. Не е точно. Имате многу луѓе кои што читаат, го знаат македонскиот јазик, читаат македонска Библија, но сепак не разбираат што тоа значи. Така, значи некогаш ја многу се љутев на луѓе кои што не знаат да читаат да пишуваат. Дека мора да се научиш да читаш и да пишуваш. И тоа се уште го сакам да го поттикнам, да го посегнам, да го направам. Но тоа не секогаш автоматски доведува до разбирање што пишува во тој стих. Или што значи тој стих, што значи таа глава, што значи тоа што го напишал тој писател. Така да, на еден начин, ја лично се ослободив од мислата дека тој човек подобро од мене го знае грчкиот јазик, подобро од мене го знае еврејскиот јазик, дури подобро од мене го знае македонскиот јазик. Сега разбирам дека доколку Светиот Дух не ти го открие тој стих, ти можеш да го читаш 1000 пати, 100 пати, пак нема да го разбереш. Додека некој друг кој што е поврзан, или по-добро кажам, сплотен на еден чудесен и близок начин со Светиот Дух, многу побрзо и многу поефикасно ќе го разбере тој стих што значи без претходно знаење. Така да знаењето прави разлика во умешноста на дебатирање, но не прави разлика во умешноста на разбирањето. Дали го разбираме тој дел? Значи, ако некој знае да чита, може да дебатира со тебе, да се расправате, чекај ова, додека ако си со Светиот, ако Светиот Дух ти открие, независно ти колку знаеш или не знаеш, откровението ја прави разликата. Така да ние сакаме да веруваме дека сакаме да научиме да читаме, сакаме да разбираме што пишува кога ги читаме речениците, но од друга страна богатството се наоѓа во тоа кога Светиот Дух ќе ти открие што значи тој стих. И тогаш тој стих, тоа откровение станува реално за тебе, станува разбирање и потоа станува пракса. Допред тоа само е некоја си, како да кажам, како илузија или подобро кажам, знаење кое што не прави никаква разлика. Баш зборувавме за само малку да додадам за држливоста.
Јас се сеќавам еден човек, еден проповедник, зборуваше за дарежливост и толку многу ми се допадна неговата проповед, но едно нешто знаев додека ја слушам. Се уште не ја поседувам таа проповед. Ја го слушам зборот, ја слушам проповета, но не ја поседувам внатре во мене. Дали го разбираме тој дел? Го слушам, ама не го поседувам, не е внатре во мене. Отидов дома, ја слушав втор пат, ја слушав трет пат, ја слушав четврт пат, другиот ден, пети пат, шести пат, седми пат. И помина, може би, не знам колку, може би 2-3 недели, ја слушав 36 пати истата проповед. И на 36-тиот пат, клик, нешто се роди внатре во мене и велам, сега ја поседувам таа проповед. Сега тоа семе го поседувам и сега знам што значи да се биде дарежлив. Пред тоа само слушав што значи да се биде дарежлив, предпоставував што е дарежлив, го читав во словото што е дарежлив, проповедав дури за дарежливост, но не ја поседував. Го немав внатре во мене, не беше живо во мене. Затоа што ако нешто не е живо во тебе, не може да донесе живот. Се додека стои тука некаде, тоа си стои, но не донесува живот, не донесува реалност. Така да има многу христијани, има многу верници кои што слушаат, знаат, наведум разбираат, ама не е живо во нив. И затоа се мачат, и затоа доаѓа еден момент, всушност тој е една од најлошите состојби на еден христијанин. Знаете ли што е најлошата состојба за еден христијанин? Поготово некој кој стои долги години во црква. Може да ви кажам? Најлошата состојба за еден христијанин се нарекува фрустрација. Не е прогонство, прогонството е всушност многу убава работа, да ви кажам. Така барем Библијата ни пишува. Дека кога што има прогонство, има многу големи пробудувања. Има многу големи разбудувања. Но едно нешто што се случува со еден верник, христијанин, кој што долги години посетува црква, слуша проповеди, слуша, ама не му прават никаква смисла. Слуша, ама ги нема во неговиот живот. Слуша за случувања, но не ги поседува во него. Гледа дека некој прави нешто, ама не може да ги има он лично. И доаѓа еден момент што се нарекува фрустрација. Тој е најлошиот момент, затоа што фрустрацијата го води кон бунтовништво. Значи, фрустрацијата твоја ќе те доведе до еден момент каде што ќе почнеш да критикуваш, после критиката доаѓа бунтовништво и после бунтовништвото доаѓа други форми. Не мора да ви го објаснувам, али сакам да кажам, тој е коренот. Има еден друг дел што се вика огорченост, ама тој е веќе при крај, али првиот симптом е фрустрација, кога си фрустриран. И ако се фрустриран во твојот живот денес, ако чувствуваш таква фрустрација, застани и запрашај се зошто сум ја фрустриран. Од каде оваа фрустрација? Кон луѓето, кон проповедите, кон словото, кон местото, кон државата, кон времето, кон состојбата, постои таа фрустрација. Запрашај се зошто си фрустриран. И можеби најверојатно Светиот Дух ќе ти открие зошто си фрустриран, затоа што најверојатно ти ги поседуваш во твоето знаење сите овие работи, но не се живи. А Светиот Дух едва чека да оживее нешто во тебе. За да не биде фрустрација, него да биде атракција. Спротивното на фрустрација е атракција, зашто привлекува, ќе привлече кон тебе многу работи. Фрустрација ги одбива работите, а атракција ги привлекува работите. Ги лепи. Океј, 3 работи може да ви кажам да се доврзам на дарежливоста. Ме потикна Андри, знаете, некојаш сум потикнат или како да кажам провоциран. 3 работи јас ги поучувам моите деца. Дали се сеќавате кои се 3 работи? Ако ги поседуваш, ако ги правиш, ако ги живееш, ќе те направат да видиш најрадосната личност на светот. Кои се тие 3 работи? Моите деца ги учам да не бидат алчни, тоа е првата работа, да не бидеш алчен, да не бидеш скржав и да не бидеш себичен. Ако овие 3 работи можеш да ги практикуваш постојано, ќе бидеш најрадосната личност, зашто бидејќи ќе бидеш спротивното од сите нив. Најповеќе се ќе бидеш дарежлив. Ќе бидеш compassion, како на македонски, ќе бидеш сочувствителен, ќе бидеш и ќе размислуваш за другите луѓе и нема да мислиш дека ти лично си центарот на овој свет. Причината зашто ние
се чувствуваме некогаш паднати, фрустрирани, депримирани, депресивни, затоа што ние мислиме дека ние лично сме центарот на овој свет. И дека се што се случува околу мене. И затоа така ги гледаме работите. Мене ако ме боли зап, ги боли зап цело Скопје. Мене ако ми е мачно, на сите им е мачно. И излегуваш на улица, сите се радуваат и кажеш, зашто е вака? Затоа што живееш во илузија, во еден свет на илузија, затоа што ти мислиш дека ти си центарот на овој свет. А уште полошо за луѓе кои што читаат Библија, па тие па најлоши се. Затоа што тие па читаат Библија, не разбираат и мислат дека стварно се центарот на овој свет. А всушност Исус е центарот на овој свет. Библијата ни кажува дека ние сме центарот на неговата зеница, на неговото око, така, на ретината. Ние сме центарот на неговото око и ако некој нас не допира, Бог вика како мене да ме допира и одма ќе го тргнам тоа. Дали некој што се возеле на мотор, а не мора на мотор, може на трактор да биде, кога сте се возели некоја мушичка ви доаѓа во око, што правите инстантно? Вака правите, така, ја тргате назад. И па така прави Бог со тие кои што тебе те закачаат. Затоа што ние сме неговата, центарот на неговата зеница, но Исус е центарот на овој свет. Така да кога ние ќе ги измешаме картите, или кога ќе ги измешаме брзините, ќе се кој беше центар, ја или Исус? Најверојатно јас сум. И се ставаш во тој центар и мислиш дека се што тебе ти се случува дека тоа е готово. Тебе ако нешто ти ако ти избркаме од работа готово, последните времиња се еве тука. Нели? Ти ако изгубиш нешто, те казни полиција, возиш брзо, те казни, леле, готово е, ѓаволот ме напаѓа од сите страни, дури полицајците ме напаѓаат. Лажат, еден километар. Така да постои тоа една илузија во која што христијаните седат дома, читаат премногу Библија, а не прават ништо и тогаш станува таа илузија. Ти не си центарот на овој свет. Знаете кој е центарот на овој свет? Исус. Се околу него се одвива. Ајде читаме 2 стиха. Може читаме 2 стиха, ги имаш најдено овој јавен. Едниот е во Колошаните, 1 глава, 16 стих. Колошаните, 1 глава, 16 стих, зашто преку него е создадено делумно е создадено. Некои работи се создадени. Не, преку него се е создадено. Се што е на небесата и на земјата, видливо и невидливо, престоли, господства, началства и власти, се е создадено преку него и за него. 3 нешта. Се е создадено преку него, во него и всушност е создадено за него. Така да, се што ние гледаме во нашиот живот, во животот кој што го нарекуваме секојдневие, значи во твојот свет. А ќе кажам вака, немој да мислиш и немој да мислиме дека се што се случува околу нас, дека ние можеме да имаме увид на се што се случува околу нас. Ние имаме увид во светот во кој што, или во нашиот свет, или во твојот свет. Има една песна во светот на бајките, се сеќавате? Така да многу често ние мислиме дека заради информациите што ги поседуваме, кои што се нарекуваат интернет, нели, или на интернетот ги има, сите информации инстантно се шеруваат, се споделуваат. И ние ги читаме тие вести и ние мислиме, леле, види колку сум ја спремен во овој свет да разберам се. Ти ништо не разбереш. Ти единствено што можеш да разбереш е, или пак да имаш удел, е делот на твојот свет. Само во твојот свет, таму каде што ти е дадена таа благодат, само во тој свет ти можеш да правиш разлика. Што ти значи на тебе, и на мене, ако слушнеш дека некој човек возел на точак во Австралија, во Сиднеј, паднал од точакот и ја скршил главата. Ништо тебе не ти значи тоа. Но ти ја имаш информацијата, ама не можеш ништо да направиш со нејзе. Буквално ништо. Или пак седиш дома и читаш дека во Замбија некаде имало одрон на Карпи, некој мост паднал. И ти го читаш тој каже и види паднал мостот. И што ти значи тебе таа информација? Ништо не ти значи. Всушност таа информација само ќе те поремети. Зошто? Бидејќи зазема простор во твојот ум, безпотребно зазема простор во тебе. А да не збориме за илјадници други информации кои што се случуваат околу светот, кои што ти ги поседуваш, се сеќавате што реков на почетокот, ги читаш, ги гледаш, ги примаш во твоето размислување, но не можеш да направиш ништо за нив. Ништо.
Ама тој човек е болен таму некаде, било каде. Океј, тука можеш нешто да направиш, можеш да се молиш. Тоа можеш. Ама ќе заборавиш за 2 минути. Дошто нешто друго ќе те окупира. Ја не сакам да бидам саркастичен, не сакам. Се трудам да не бидам саркастичен. Али, например, некојаш доаѓаат нели тимови на луѓе, така, нели имаме тимови од надвор, групи на луѓе доаѓаат од Норвешка, од не знам од каде, например, денеска ми се јави ќе доаѓаат од Естонија. Треба утре да ги печекам таму во Струмица, пак идеме ќе правиме некои евангелизации, нешто ќе правиме. Угледала ќе биде тука. И баш на последната група на млади луѓе, нели, они сакаат да им зборувам, и со сати во колата им објаснувам стикови, целите возбудени. И велам, но едно нешто јас го разбирам. Немојте да мислите дека јас сум прост човек. Работам во црквата веќе 25 години. Така да и со луѓе работам 25 години и патувам, така да имам видено прилика повеќе работи. Велам, сите вие што сте тука во оваа група, што сте млади, по 17 до 20 години, сите сте возбудени за ова тука што се случува. Интересно ви е, различно е. Но велам, ова ќе трае само оваа недела. Вие ќе се вратите назад, и после оваа недела од толкава грижа, да им помогнеме на овие деца што немаат за јадење, да им помогнеме на црква, да помогнеме. Велам, за една недела ти ќе седиш дома и кажеш, чекај се, Господ Исусе, какви контури да купам, зелени или црвени? И целиот фокус ќе ти биде на себе. И цело време ќе размислуваш каква школа да учам, па каде да одам, па маш, кој маш, па која жена, па оваа ли е, не е таа, па вака мирисе, па така мирисе. И сите тие работи ќе ти го окупираат твојот живот, ти скроз ќе заборавиш на мене или на нас. И велам, и не се плаши. Ова не е реално само за тебе, ова на сите нам ни се случува. Вклучувајќи те и тебе, вклучувајќи и мене. Така да, реалноста е дека ние ќе бидеме фокусирани на она што е нашиот свет. И ја верувам дека така треба да биде. Постои еден наш свет, кој што Бог ни го спремил за нас, кој што ние припаѓаме на тој свет. И мораме да разбереме дека во тој свет нас ни е дадена благодат, љубов, вера, надеж, милост, за да можеме да функционираме во тој свет. На некои луѓе светот ќе биде поголем, поширок, некој ќе биде подлабок и некој ќе биде повисок. Но во основа твојот свет ќе биде ограничен. Нема да биде неограничен. Зошто? Бидејќи ти немаш способност да ги средуваш сите работи на овој свет. Знаете кој има таа способност? Исус. Зошто? Затоа што се е создадено преку Него, за Него и во Него. Така да, ако веќе ние се грижиме за некој некаде, ние треба најпрво да разбереме дека Исус е тој кој што уште повеќе се грижи за тој човек или пак има желба да им помогне на тие луѓе многу повеќе од тебе и од мене. Дали го разбирате овој дел? И затоа е добро да се отстраниме или тој фокус кој што е врз нас, да кажеме, не, Исусе, ја не можам ова да го правам, ја ова не знам да го правам, и го пренасочиш, но ти, Исусе, ти си тој кој што ги создаде сите работи. И сите се создадени преку тебе и за тебе. Така да, ако се за тебе, тоа значи дека ти имаш поголема љубов за тие луѓе, за тие држави, од кои што јас имам. Но сега, дозволи ми да во мојот свет, во мојата сфера, која што ти си ми ја дал, да јас делувам концентрирано, одговорно и целосно. Најди го или нека Светиот Дух ти покаже кој е твојот свет. Некој свет ќе изгледа многу помал. Тоа не значи дека не е добар. Тоа не значи дека не е квалитетен. Може би твојот свет ќе биде твоето семејство. Може би да се молиш за нив, да бидеш пример за нив, да им служиш на нив. Твоето семејство, твоите најблиски, 5, 6, 10, 20 луѓе. И тоа ќе биде твојот свет. И немој да, кога некој ќе каже, ние правиме евангелизации, 100 евангелизации во годината, и ти седиш таму, слушаш и кажеш, ја ништо не правам. Јас сум никој ништо. Затоа што види што прават овие тука. Види какви чуда се случуваат, а ја тука сум се заглавил со овие моиве, не можам да ги оправам. Може би таа е таа благодат што тебе ти е дал Господ, баш да се заглавиш со тие луѓе, да не може ни тие да бегаат од тебе, ниту ти да бегаш од нив. Со една цел, за да го видат Христос во твојот живот.
Може би некој ќе има благодат малку поширока или подолга, каде што ќе биде да има досег до други луѓе, до повеќе луѓе, до различни луѓе, надвор од семејството, надвор од фамилијата, може би нивни пријатели, твои пријатели, може би некои од сферата во која што ти работиш, учители, учителки, работници, едноставно ти се е проширено местото, или подобро да кажам, локацијата или юрисдикцијата на тоа каде можеш да одиш. И одеднаш ти си кажеш, може ли таму да одам? Зошто бидејќи имам отворена врата? Кој отвори таа врата? Тој што ги создаде вратите. Некои луѓе тропаат упорно, отвори се и таа не се отвора. Зошто бидејќи таа не е за тебе? Некои луѓе се молат, нека се отвори оваа врата или нека се затвори оваа врата. И имаат само две опции. Светиот Дух има и трета. Вели, ја можам да направам врата таму кај што нема врата. Така да, ете, тоа е Ефесени 3:20. Ефесени 3:20 не е една врата и уште една врата, не е, и Светиот Дух вика, има и трета опција. Можам да направам таму кај што нема врата. Или врати. Така да, али во секој случај, најди го твојот свет, не светот на бајките, него светот на реалноста во кој што си повикан. Увидија благодата што ти е дадена, ако е благодат да твориш, да создаваш, создавај, твори. Ако ти е благодат да проповедаш, проповедај. Ако ти е благодат, ако имаш благодат да даваш, да бидеш даржлив, давај. Римјаните 12:6. Римјаните 12:6 вели, преку Божјата благодат на секој еден од нас ти е даден дар, во кој што треба да делуваме. И таму вика, ако имаш дар на поучување, поучувај. Ако имаш дар на пророкување, пророкувај. Ако имаш дар на давање, давај. И не може никој да те спречи во тоа. Имате луѓе кои што не можат да бидат спречени дури од самите себе си да даваат. Тоа е еквивалентно на оние луѓе што идат во коцкарница. Вика, не може да се спречат, морам да идам. Ова слично е. Али позитивно. Ја не сум влегол никош во коцкарница, да ви кажам право. Така да не знам како е таму. Ми изгледа шарено, ама најверојатно не е баш најдобро таму. Многу луѓе се жалат таму. И таму вели дека ако некој администратор, нека администрира. Што значи тоа? Тоа значи дека на тебе ти е дадена таква дарба, такви таленти што ти можеш да одлучуваш да шеташ наоколу да ги даваш. Затоа што си администратор на таа благодат што ти е дадена. Ефесени 3:2. Павле вели дека за не сте слушнале за Божјата благодат што ми е дадена на мене, како администратор на нејза, јас сега одлучив и можам да идам да го проповедам евангелието на неверниците или пак на неевреите. Че он бил администратор на таа благодат и можел да у било кој момент да ја употребува. Така да најди го светот, најди ја благодата што ти е дадена, до каде си повикан. Некој е повикан да иде надвор од границата на Македонија. Надвор, патува некаде, прави. И ти гледаш од страни и си кажеш, ја кога би можел да патувам вака. И тука се појавуваат некои елементи на завист, на љубомора, на потреба и не знам што. И ако имаш можност да се придружиш еднаш на тој кој што толку кажеш, не ова не можело вака, не иде ова вака. Зошто? Бидејќи немаш благодат за тоа. Јас се сеќавам еден многу спремен, ќе го наречам, спремен човек кој што е игр, како е на македонски игр. Ревносен да му служи на Господ. Значи, ако седе со него, ќе ме исплаши од неговата ревност. Ревносен е дури до му тече од душите, што викаме, ептен е ревносен. И требаше да проповедам кај неговата црква, или кај него во црквата, и на крај требаше да се молиме за луѓе. И реков, кој сака да се молам за нив, дојде и се една редица, се построија, не знам колку луѓе, 30-40 луѓе. Ова беше во Америка некаде. Викам на Ребека, земи ги децата и слободно идете некаде во ресторант. Значи, ова ќе трае 3-4 сата. Значи, иш да не ме чекате. И они се спакува, си отидува и јас со овој човеков седам и почнуваме да се молиме. Почнуваме да се молиме, ја целиот насмеан, радосен, затоа што јас седам, се молам за луѓе, пророкувам, мене ми е интересно. Го гледам човеков до мене и он ме копира, го прави истото, на првиот човек со цел ентузијазам, вториот човек, веќе третиот, четвртиот, петиот човек, некако знаете она како викам, што ме, човекот му сиду вецелиш, викам, иде викам ти слободно, значи отиде човеков некаде, го нема, се врати назад, блед целиот, блед, обледен, знаете кога човек е болен, блед,
Викам, ај нешто клинува може да работи, нешто има и продолжуваме да се молиме, тоа траеше 2-3 сата. Се среќаваме после на некој друго место и вели Зоран, ти мене ќе ме убиеш. Викам, како ќе те убијам? Ти мене ќе ме убиеш? Викам, зошто? Рече, на пола од тоа кога се молевме заедно, дека ми се слуши. Ми се врти у стомакот, погледев, целиот отидов у пеце, повраќал човек. Се миел, лапчиња зимал. Рекол, ја ова не можам да го издржам. Рече, ја немам, и тогаш човекот свати. Допре тоа не можеше да разбере. Зашто викаше, ја можам да го правам истото што ти можеш да го правиш. Ја викам, како да ти кажам, не можеш. Не можам. И вели, ја сватив дека ја немам истата благодат како тебе. Алелуја, добро утро, викам. Тоа истото важи за мене. Кога би погледнал некој од вашите животи, јас не можам да го правам истото што ти го правиш. Зошто? Бидејќи различна благодат ти е дадена. Имаш различен свет во кој што живееш, во кој што си повикан. И немој да го забораваш тоа. А уште еден стих, идеме во Римјани 11:30, не, 11:36, окей. Вели, ова е сличен стих на претходниот, само се два стиха кои што го објаснуваат ова, зашто вели вака, зашто се е од него, преку него и за него. Него нека му е слава за вечни векови. Амин. Ајде уште еднаш. Зашто се е од него, преку него и за него. Што и да правиш ти во овој момент? Што и да правиш? Со сите работи што ти се дадени на тебе, а најпрво ти е даден животот. Најпрво тоа ти е дадено. Животот е дар. Кога зборам за живот, не мислам живот, трпен живот, лош живот, мизерен живот, не мислам такво нешто. Не мислам на околностите. Значи тоа да го разјаснам. Кога јас велам живот, не мислам имам, немам, ова поседувам, тоа поседувам, таму живеам, вака ми е, така ми е, значи не зборам за такво нешто. Јас зборам за животот како дар што ти е даден тебе, што можеш да дишиш, што можеш да постоиш, што си презент, што си присутен тука на земјата, за такво нешто зборувам. Значи ти во овој момент имаш живот во тебе. Секој битие кој што постои во себе има живот. И некој го одржува тој живот. Сега, се сеќавате кај што пишу дека се е создадено преку него, знаете како е создадено? Преку благодата. Затоа што ништо не заслужува да поседува живот. Затоа што единствен кој што има животот е Христос. Зашто живот, Исус вели, јас сум патот. А животот? Кој е живот? Исус. И што одлучи Исус? Преку неговата благодат да вдахне живот. Преку таа благодат за ти и јас да постоиме денеска. За таков дар зборам. Така да твојот живот не е тато и мама што правеле пред многу години. Тоа има еден дел. Али твојот живот, тоа што ти го имаш сега, што го поседуваш внатре во тебе, тоа е дар од таткото. Тоа е дар од Исус. Јаков 1:17. Секој добар и совршен дар доаѓа од озгора, од таткото на светлините, во кој што нема сенка на промена. Твојот живот е совршен дар. Околностите, ситуациите, да, тие можат да бидат променливи, мизерни, никакви лоши, неподносливи, менливи, променливи, но животот е дар од Бог. Така да се е од Него, се е преку Него и се е за Него. Твојот живот, се што правиш, треба да му донесе и му донесува слава на Исус. Се што правиш, се што мислиш, се што делуваш во твојот живот треба и е направено со цел да му донесе на Него слава. Така да, ајде да пазиме што правиме, ајде да пазиме што зборуваме, ајде да пазиме, да припазуваме како се однесуваме, затоа што се што се случува би требало, оригиналниот план би требало да му донесе слава на Исус. Би требало. Затоа си направен. Затоа ти е дадена благодата, затоа се дадени сите дарови. Не да величаат луѓе, човеци што викаат у кавадарци, него човеци него да му донесе слава на него. До тука добри сме? Дишите сите? Добре. Ајде уште ова.
Денеска си ветив на самиот себе си дека нема да зборам многу толку. Океј, си ветив. Така да, ајде да видам дали можам да се го исполнам тоа ветување. Пред да го кажам тоа, сакам да зборувам за... Може да зборувам на тебе? Може, те знам ја тебе? Да, но не, како ти беше името? Антонио. Океј, Антонио. Значи, земи го ова како еден збор на охрабрување, како може би потврда, али додека седев тука, а не те видов како изгледаш, само те, може би те слушнав, видов мноштво на рибари. И видам што ја во животот имам ловено риби 20 секунди, може и 15, значи ја не сум воопшто по рибарството, али во мојот дух ја те чувствувам тебе дека имаш повик на евангелизатор. Имаш повик да посетуваш луѓе, да ги зборуваш на луѓето, да ги привлекуваш кон Христос. Така да врз тебе го гледам тој момент на не рибокрадец, него риболовец. Каде што едноставно Исус ги им споредува на учениците, им го споредува царството како море со риби, како езеро со риби, и покажува дека на Петар првото нешто што му покаже дека може да се фатат риби таму каде што никој не би се осмелил да фаќа. Јас верувам дека комбинацијата на Ефесјани 3:20 и оваа комбинација е многу силна за тебе. Ја верувам дека од денеска ќе донесе многу голема смелост во твојот живот. Поголема смелост од претходното. Ти имаш смелост, те гледам тебе. Али те гледам, знаеш што те гледам? Те гледам бараш од Бог. Те гледам како бараш од Него. И гледам твоите молитви. И има смелост во нив. Али од денеска ќе имаш поголема смелост и ќе велиш Господи, прати ме таму каде што никој не се осмелил да оди. Дај ми да фаќам риби таму каде што никој не се осмелил да отиде таму подлабоко. Така да верувам дека да се биде евангелизатор е навистина најсмелото нешто на овој свет. И може би не знам дали тоа ќе бидат стадиони или не знам што ли големи настани, али имаш силно срце да ги привлекуваш луѓето кон Христос. Силно срце да ги привлекуваш луѓето кон Христос. Така да јас те благословувам за таа смелост, храброст како да кажам, дури одење во неоснованото, не знам како да го опишам на друг начин, некаде каде што нема основа да се оди, ти да имаш само да одиш таму, каде што нема основа да се оди. Каде што има неоснова, да тоа е неосновано, тоа не може, тоа е абстрактно. Епа буквално за тебе абстрактното ќе биде баш тоа интересното. Предизвикот е во абстрактното. Така да Божи благослов врз тебе, се надам дека ова ти значи нешто. И да, така да... Одиме сега во... еве ви го стигов што да го спремав уште од Самајле. Ова е многу интересен стих и морам да ви го објаснам. Ова е Римјани 8:19. Ако можеш да ги најдеш следните два-три стиха, ќе видиш уште побаво. Али ова е многу интересно, затоа што нели се сеќавате дека се е создадено преку Него, во Него, за Него. Океј. Еве нешто што е создадено. Што пише овдека? Зошто? Созданието. Што е ова? Нешто што е создадено од Него. Во овој стих може да ги ставите сите луѓе што постојат, затоа што се создадени, може да ги ставите сите нешта што се создадени, но истовремено можете да ставите и земјата. Да ја сврстите во овој стих, затоа што таа е созданието. Таа е Божја креација, создание. Така да, кога станува збор за овој грчки збор созданието, тоа значи дека вклучува се што има некаква врста на живот или некаква врста на намена и функција. Океј. Сега, вели тоа што созданието со нетрпелив копнеш или нетрпелива копнеш го очекува откривањето на Божите синови. Некој ќе каже, добро Зоран, дали сме ние синовите Божи? И сега како созданието, земјата, луѓето, сите работи околу нас, се уште да чекаат нешто. Како е тоа можно? Што треба ние да направиме да не видат? Активни да видат. Јас верувам дека она што недостасува, не само во овој стих, во наредните 5 стихови, каде што зборува Павле, им објаснува дека целото создание, после овој стих зборува дека како во породилни маки
стенка и бара да дојде откровението на овие Божји синови, и потоа зборува за славата која што чека, за ослободувањето од земјините стеги, од телото. Не знам дали се сеќавате пред наверно не се сеќавате, ама јас се сеќавам, каде што зборува дека последното нешто од кое што ќе бидеме ослободени ќе биде стегата на атмосферата или на времето во кое што сме сега, затоа што тоа ќе биде последното кршење, каде што нашето тело ќе биде преобразено и ќе добие нова форма. Слушно, после 3 стиха го пишува овој дел, каде што и нашето тело, бидејќи сега распадливо, очекува благословена надеж, каде што ќе биде трансформирано и ќе добиеме нови тела. Има 2 стиха каде што зборува дека ќе бидеме слични на ангелите и ќе бидеме слични на Исус. Нешто што ќе се случи при тој момент е дека крвта наша ќе биде извлечена од нас. Ќе биде извакуумирана, или како да ја кажам, ќе биде извлечена од нас, бидејќи сега во моментот она што го одржува телото е крвта. Но во тој момент ќе имаме инфузија на ангелска благодат, или да кажам на благодат која што ќе биде инфузирана во нас и тоа ќе го одржува нашето тело вечно. Ова може би предно беше, ама како и да е, мора да го спомнам. Целото создание, ајде читаме еден стих, ајде да грчки ќе читаме овој стих, со нетрпелива надеж. Зборот нетрпеливост, или подобро кажам со искреност или со копнеш, интересно што на грчки е, како беше да ми текне, ајде го најдеме, многу интересен збор, кој што треба да го слушнеме, бидејќи кога го читав, кога го студирав, ми донесе многу интересен увид за нешто што сум го гледал, ама не сум знал дека зошто е тоа така. Грчкиот збор е апокарадокија. Значи апокарадокија, тоа е 3 збора се всушност тука. Апо, што значи надвор или да се истегнеш малку, кара, што значи глава, и докија е всушност тоа е грчки израз кој што значи да мислиш, да размислуваш, да имаш увид во нешто. И интересно е што копнежот всушност те прави да не бидеш статичен. Да речеш, ако дојде, дојде. Ако не дојде, што да правиме? Него во овој дел, Павле вели со копнеш, копнете кон нештата. Што значи тоа? Кој од вас чекал во животот автобус? Автобус? Сите, така? И кога сте седеле таму на чекалната, нели, на автобуската, што сте правеле цело време? Значи ти си седиш вака и што правиш? Ја истегнуваш главата, значи не главата ја истегнуваш и викаш ќе дојде ли автобусот. Значи нешто правиш, приметете друг пат на автобуска седне, сите вака гледа. Значи си седат, не стануваат, али ја истегнуваат главата вака да видат дали кога ќе дојде автобусот. Па ова е слична форма, каде што христијаните не само седат дома. Гледајте, има многу теологии во христијанството што се погубни ќе ги кажам, катастрофални се. А тоа што донесуваат состојба во нас христијаните, кој што не може ни Господ да ни избави од нив, што би се рекло. Еден стих кој што е изваден надвор од контекстот е: ајде сега да седиме и да чекаме на Господа. Значи, кога псалмистот или Давид го кажува стихот: седете и чекајте, ајде да ќе седиме и ќе чекаме на Господа, или па кога Исаја вели оние кои што чекаат на Господа, ова е Исаја 40 глава 29-30-31 стих, кај вика оние кои што чекаат на Господа ќе ја обноват својата сила и ќе добијат крилја, како и ќе се вивнат нагоре, нели? Дури вика и младите луѓе паѓаат, но тие што чекаат на Господа. И сега ние го читаме тој стих и викаме: треба да чекаме на Господа. Треба да чекаме на Господа. И тој стих, тие песни, тој таков начин на размислување не направи нас, христијаните, да седиме и да чекаме. И се ние чекаме цело време. И некој ќе се најде ќе прочита некој стих, уште малку да почекаме. Уште малку да почекаме, ќе дојде некој трет, треба уште да чекаме. И ние всари, ние чекаме. А овдека словото не вели дека целото создание чека. Има работи што не треба ти да ги чекаш, тие тебе те чекаат.
Се околу тебе те чека да разбереш кој си ти во Христос, па кој ќе разбереш да може да го видат новото создание во тебе. Ние мислиме дека треба да чекаме, ние не чекаме. Баш проповедавме некој време баш за ова и велам, што тебе те чека? Некој вика, ме чека жена ми дома. Некој вика, маш ми ме чека сабота. Некој вика, децата ме чека. Викам друго нешто, вика, ручекот ме чека. Друго што те чека? Колата ме чека, работата ме чека, нели? Се нас не чека. Викам, зашто уште што нешто те чека тебе? Созданието, земјата тебе те чека. И вика, ајде. Немој да чекаш, активирај се малку и биди активен, биди малку прогресивен, затоа што се околу тебе те чека, а не ти да чекаш некого. Ние всушност не чекаме никого. Ние веќе сме опремени со се што ни е потребно за живот и за побожност и ние сме тие кои што, како да кажам, нас не чекаат нештата. И ако имаш таа нека мисла и теологија и ако мислиш дека треба се молиш цел живот и да чекаш на Господ, тоа ти е погрешно. Тоа не прави никаква разлика. Да, јас знам дека постојат моменти каде што Светот ќе ти каже застани малце. Но тоа е лична обработка на твојата душа, лична обработка на твојот живот. Тоа не важи за сите. Каде пишува таму дека црквата треба да чека? Ама зора пише у Дела апостолски. Каде пише у Дела апостолски? Па Исус се веќе да чекаат. И што се случи? Чека и дочека. Што чека? Го чекаа тоа чеканото. И што направија? И го добија тоа чеканото. И тоа чеканото, некако чекич него чеканото, дојде врз нив и сега тоа делува. Што дојде? Дојде Светиот Дух врз нив. Тоа што го чекаа, дојде врз нив. Ние повеќе не го чекаме да дојде. Ние не го очекуваме, него тоа веќе е внатре во нас. Сега што чека? Сега чека созданието, те чека тебе да разбереш кој си, за да може да го видат Христос во тебе. Се сеќавате на апокарадокија, трчањето или пак движењето со издадена глава? Се сеќавате или сте гледали некојаш спортски трчање, нели? Маратон или пак спринт? Никогаш не сум разбрал или не, и мислам дека they're cheating, како е на македонски. Мамат, нели, кога они ќе трчат, видите се, нели, трча и што прави? И со главата вака напред. Така, и јас сека, види го бе ти него, значи он сака за... А они ги мерат во секунди, нели, со оние слики. Јас мислам, овие мамат, нели, ама всушност тоа е библиски. Од таму доаѓа тој момент, таму е тој апа, кара, глава, докија, размислување, каде што ти не чекаш, него со целото битие си се перил напред, па не треба ти да гледаш наназад, него сите да гледаат на кај тебе да можеш да ги водиш. Го разбираме овој дел. Така да следно пат ќе гледате кога трчаат и ја издаваат главата, ете тоа значи. Копнеа да видат што е тоа напред, чека, зашто целото создание чека, те чека тебе. Да те види тебе, да те догледаат првиот нешто кој ќе кажат, еве го видовме Христос. Да не биде кој ќе видат тебе кажат, вака изгледат христијаните? Ој. Вакви се христијаните? Знаете, некогаш не мислиме само затоа што ние идеме у црква, ако се појавиме некаде, дека одма ќе се случуваат чуда. Не е точно. И дека веднаш луѓе кажат, дај ми адресата на црква да ја одма да дојдам. Јас знам луѓе кои што кога виделе некој христијан кажат, кај нив да идам ја? Никак. Никош не би отишол. Ако вакви се христијаните, ако вакви се намуртени, ако вакви цело време се жалат, и ако вакви се цело време живеат во очај и фрустрирани и никакви и се им смета, па не сакам да бидам ја ваков. Зошто да бидам ваков? Кога ја можам подобар да бидам од нив. Така да созданието не чека да те види тебе, него да го види прославеното создание преку тебе, да го види Христос преку твојот живот. А тебе ако те види, или тешко на нив, или ќе има нека манипулација. Дали го разбираме? Зашто созданието со нетрпеливо копнеш очекува откровението на Божите синови. Имаш ли стих? Зашто и созданието не се покори на светата и доброволно
туку по волјата на кој што го покори, а со надеж. Значи дека зборува дека и созданието секогаш имаше надеж дека ќе дојде некој што ќе ги ослободи, ќе го ослободи. Нема да остане туку така. А што следниот стих и после доставиш, да не претрпи. Дека и самото создание ќе се ослободи од робството на неспадливоста при станото ослободувањето на чедата Божји. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ја и ти ќе добиеме откровение, кои сме ние, оправдани, зацврснати, синови и ќерки Божји, седнати на небото, на небесните престоли, имаме се за живот и побожно. Светиот Дух живее во нас, Божјото царство е околу нас, Христос живее преку Светиот Дух во нашите срца. Преку неговите рани сме исцелени, преку него имаме служба на измирување, преку него можеме да полагаме раце да се исцелуваат луѓе, преку него можеме да истеруваме демони, преку него можеме да го зборуваме за спасението на нивните животи, на нивните души. И кога ова ќе го, не само да го читаме, не само затоа што знаеме македонски да го прочитаме, туку ќе го поседуваме, ќе се роди внатре во нас, ќе прави многу поголема разлика отколку сега, или отколку претходно. Тоа е откровението на синовите ќерки Божи. Не е некаде далеко, него е сега. Може би сега се случува кај некого, ако сакаш. Ако копнеш за тоа, ако велиш да стварно сакам да знам кој е Христос. А верувај ми дека ако си човек, христијанин, кој што се жали, кој што плаче, кој што нема надеж, кој што нема вера, кој што нема љубов, кој што нема благодат, кој што нема милост, кон другите луѓе никој нема да сака да биде како тебе. Никој. Кој би сакал да посака да биде како тебе? Така да не ме чуди кога ние викаме зошто луѓето не избегнуваат, па не сакаат да биде како тебе. Зошто да биде како тебе? Но ако бидеш како Христос, ако го откриваш неговиот карактер, неговата љубов, зашто види, созданието е создадено преку него и сака да го види него. Не сака да види тебе толку многу, сака него да го види. Сака создавателот да го види. Каже, сакам да го видам создавателот во тебе. И кога ќе го види во тебе, создавателот каже, ти си негов. Научи ме, поведи ме, дај ми инструкции како јас да го следам овој создателот. Го исполни ветувањето? 30 минути? Ние не сме центарот на овој свет. И видите, ова воопшто не е некаква си критика или пак не го кажувам ова од сарказам или пак од фрустрација или пак од иритација. Едноставно сакам да си го нагласам за себе си самиот тој дел. Јас Зоран не сум центарот на овој свет. Центарот на овој свет е Христос, Исус. И ако некој се противи на него. Ако некој зборува против него. Јас сум само еден мал дел, мал мозаик, мала сликичка од целата слика. Ти си само еден мал дел, но без тој мал дел нема да функционира, нема да има убавина во сето тоа. Така да употреби го твојот дел, тој мал дел, кај ме параци, од која земја? Употреби го тој мал дел од тоа што се нарекува живот, да ја украсиш таа слика. Така ќе ја залепат на тоа тапетот, да кажат, видиш тугаво е овдека овој дел. Без овој дел, а да не биде да фали некоја, да кажат, што века фали нешто? Замрљано е. Матно е. Така да ако нешто постои што треба да не води во нашиот живот, е тоа да го покажеме, да го прикажеме, да го манифестираме Христос преку нашите животи. А тоа што се е создадено преку него, во него и за него. Ја и ти, како поединци, како цркви, како црква, ние сме само тој еден мал дел во тоа што се нарекува историја, каде што ајде да направиме барем да се сеќаваат на нас како луѓе кои што стварно сме го барале Божјото царство, стварно сме сакале да го видиме Божјото царство. Наистина сме имале копнеш и желба да го покажеме Христос. И да се оттргнеме, нели, да се оттргнеме од таа илузија дека се случува само околу нас. Не. Ние сме само дел од целата таа слика, од целата таа приказна.
И јас сакам тоа да го кажам и за себе си, и за вас. Да не бидете многу обременети од сите работи што се случуваат околу вас. Не се обременувате толку многу. Нема потреба. Дај да го поминеме нашиот живот во радост, во праведност, во мир, во љубов, во покажување на благодат, на дарежливост, и на таков начин ќе биде многу полесно. И ако некојаш сам не можеш да направиш нешто, па јави се, имаш браќа и сестри, каже, браќа и сестри, абе помогнете ми, не знам што да направам, и ќе добиеш совет. И ќе биде многу полесно. И така ќе ги балансираме работите од животот. Некој каже, Лене, сега е најлошото време да се инвестира. Нели, некој ми каже, рече, абе баш планирав да градам, и види што се случува. Значи сега е најлошото време да се прави нешто. Дека па најверојатно и пред 10 години некој го кажал истото тоа. Рекол, сега е најлошото време да се гради. Значи најверојатно секогаш ќе биде најлошо време да се прави нешто. Но што вика Светиот Дух? Сега е вистинското време. Сега е време на спасението. Денеска ќе искусите Божјата благодат. Така да за нас кои што веруваме, секој ден е убав ден. Секој ден е добар ден. Е исполнет со очекувањето дека Бог денес ќе направи нешто во твојот живот што не си можел ни да го очекуваш, ни да го замислуваш. Стаја раката твоја, стаја раката твоја на твоето срце, ако знаеш каде е. Ако е тука срцето твое, тука е некаде. Да. И ајде ќе се молиме да оваа вистина биде запечатена. Да не ни избега некаде, зашто има некојаш, таму пишува Исус вика, ѓаволот првата работа што прави иде по семето. Значи тој сејачот, се сеќавате сејачот, првата работа што се случува, вика доаѓа, тој сака да го украде. Не може. Исусе, фала ти за твојата утеха, фала ти за твоето дело на крстот, фала ти што се е создадено преку тебе, во тебе, за тебе. И фала ти што ние не мораме да го носиме бремето на овој свет, него можеме да го носиме, да носиме твојата љубов, твојата благодат, твоето царство. И јас ти благодарам за сите зборови на охрабрување што беа кажани денес, сите стихови, сите пророштва. Јас се молам да бидат заштитени во името на Исус во нашите срца. Да бидат запечатени, заштитени и да си дадат свој плод во свое време. А тоа време е денес. Да си дадат плод и да може да биде видливо тоа што го носиме во нас. Така да фала ти, Исусе, за се што си ни дал, фала ти за се што си, и фала ти што само на тебе ти припаѓа целата слава и чест, и фала ти што ти си центарот на овој свет. Се врти околу тебе, Исусе. И ние знаеме дека се е тоа така и затоа ти даваме слава и чест на тебе. Татко, фала ти, Свети Душе, фала ти, Исусе, фала ти за се што си ни дал. Те сакаме, те благословуваме и се ти припаѓа на тебе. Амен. Амен. Окей.